Детето што беше при ѓаолот калфа 3 години. Чита Александар Станојков. Си имаше еден човек едно дете од 3-14 години. Детето било многу лошо, немало ден што пакост да не стори дома и по сокаците. Беше му се здодеало на човекот и го однесол детето в чаршијата, беше го главило еден баздрилјан за калфа да работит. Поработило некое време и мајстор му станал еден ден за да оди в лозје да и види таргатите како го копаат. Сечи фрлај, ти имај мука е дуќанот, му рече мајстор му. Сечи фрлај беше си го кажал името и ѓоа така го викале. Та дури да дојдам од лозје јас. Ватило детето што имало вдуќан да сечи и да фрлат од стоката и кога го виделе комшиите на чудо станале и веднаш беа му зеле ножиците од раце, та беа го истерале од дуќан надвор, чунти беше го сториле од тие некој мерак демек ѓибнато од домот. Отишло дома при татка си детето и му рекло оти не одит на баздриđан, да работи друг занаат, ако го дај ќоит, ако не, дома ќе си седит. Виде, не виде, татко му го даде на грнчари. Мајстор му што го зеде беше го прашал како го викаат. Сечи фрлај тамо беше се кажал, крши фрлај ѓоаоти го викале. Грнчаро отишол еден ден дома си и го оставил крши фрлај да му варли грнчарницата и беше му нарачал да и посупра и грнците. Грабнал грнци, врлал, кршил и си побегнал кај татка си. Кога го видел татко му оти и отаде беше си побегнал, беше се налутил јако и беше го зел за рака, та беше го однесол во еден далечен град. Пред да влези во градот, беше се одбил од патот под една круша и беше седнал на еден црн камен што беше бел под крушата и беше рекол: "Ох, што се измачив јас сирома со ова ѓаолско дете." И веднаш беше се испреил пред него еден ѓаол препраен на човек и беше сторил здраво и живо со човекот, беше го прашал за детето, кај го носи. "О, бре, пријателе," му рекол човекот на ѓаолот, "остај, не прашај ме, оти сум се налепил со ова ѓаолско дете. Кај го давам да седи на мајстор, еден ден ќе седи ти пакост ќе сторит, пак дојди си дома кај мене. Од таа мака ќе го носам во овој град за да му најдам еден арен мајстор, да го научит некој маривет и умот да му го дотерат." "Таман разделе, еве сум јас што барам калфа, а ако сакаш, пријателе, дај ми го синат и мене и врати си се дома. На годината, ела ми овде и научен занаат да си го земиш." Како ѓаол што беше, асли големиот ѓаол Зерзевулот, беше го надлагал и беше му го зел детето. Беше го прашал човекот ѓаолата го: "Ами Арнове, брате, да ти го давам, туку в година овде на патов, како ќе те најдам за да си го земам сина ми?" "Кога ќе дојдеш в година," му рече ѓаолот, "овде ќе седниш на црниов камен и ќе речиш: ов, што се измачив со ова одење, јас ќе те чујам, кај да сум и ќе ти го донесам сина ти." Одошто беше му се смачило на човекот од сина си, беше му го оставил на ѓаолот и беше си ошол дома. Го зел ѓаолот детето и си го однесол дома при ѓаолчињата. Вати потроа да го учи ѓаолот детето ѓаолштиње. Уште не беше научило детето некоја ѓаолштина, беше играло малото ѓаолче со детето и не знам како беше сторило детето во играчката, та беше го удрило ѓаолчето по очи, тики беше го расплакало. На тоа згора, бидејќи ѓаолчето мало, не можела да му вратит за да го удри детето, ами го окарал за мртви и за живи и на лутината му рекло: "Море, чекај, копиле едно, татко ми што ќе ти направи тебе, кој ќе те праша, али се научи некоја ѓаолштина. Ти ќе ако речиш се научив, ќе ми те направи парчиња." Кога чу детето тој збор од ѓаолчето, беше го клал во умот и секојаш кога ќе му кажуваше ѓаолот некоја ѓаолштина, веднаш ќе ја научеше, ама тоа се преправило, ѓоа не се научило. На годината отишол татко му да си го земит и седнал на црниот камен под крушата, та викнал: "Оф, леле, се измачив." Беше дошол ѓаолот со детето и му го дал на татка си. Пријателе," му рекол човек, "како помина со сина ми, али го научи некој маривет?"
Праше го ти сам, нека ти кажи што се научил, му рече ѓаволот. Али арно, али лошо се научил. Јас да ти се фалам, ќе речиш те лажам ја. Поарно е сам да ти кажи син ти. Го прашал човекот детето, али се научи некој марифет за да го земи дома, али не се научи. Детето му рекло, оти ништо не се научило. Го остел уште една година да се научи некој марифет и на втората година дошол пак да го земи и пак детето беше рекло, оти ништо не беше се научило. Пак беше го оставил татко му за уште една година да стои при ѓавол калфа, болаќи да се научит некој марифет. На третата година дошол пак човекот и ѓаволот беше му го донесол детето. Мајсторе, му рекол човекот, како, оваа година го научи сина ми, али дрво го зеде, дрво ќе ми го даиш? Праше го само, нека ти кажит, му рече ѓаволот. Јас 3 години цели што го учив и дење и ноќе, да ако не се научи, сако те појање со леп фуста. Бре, синко, али се научи некој марифет? Го праша татко му. Али не. Бре, кај пусто ќе се научам, бре, татко, која не ми ваќа умот? Му рече детето. Тога на ѓаволот беше му паднала мака, беше го плукнал и беше му рекол: крши си глава, бре, никакви код мене. Цели 3 години кај те учам и не се научи. Од тебе ни јас аир ќе видам, ни татко ти. Наведи глава дете, ѓоа се устрами и си го исправи патот со татка си за дома. Одејќи по пато, татко му беше му рекол: море, оти бре, синко, 3 години кај ден губиш и ништо да не се научи. Море, трај си, бре, татко, трај си, му рече. Јас на ѓаволот дупката му ја знам и татко сум му, туку не чинеше да кажам пред мајсторот. Си отишле дома и сечи фрлај му се напри една крава, што око човечко не беше видело, и му рекол на татка си да ја изнеси кравата на пазар да ја продаит. Ама оглавникот да не го даат и пари да сакат колку да сакат ќе му ја даат. Ја изнесе кравата на пазариште за да ја продаат. Кога ја видоа луѓето, на чудо станаа на убаината од кравата, се набраа на неа како на некоја мечка. Ѓаволот беше се препрел на човек и шеткал по чаршија. Кога видел калабалакот, отишол и тој да види што е што не е. Кога ја видел кравата, веднаш го познал отие момчето препраено. Проклето дете, беше си рекол сумот. Дали вака не знаеш марифет, чекај сега да ми те гостам. Влегол во пазар со татка му, вур, тур, колку што сакаше би биле му наддаде, ама со се оглавник и му ја зеде кравата. Јас си робав, беше си рекло момчето само со себе. Ме запусти татка ми што ме даде со се оглавник. Го однесе ѓаволот на Ан и колку да го врзи за јасли со оглавникот за да го биет со дрво и да го убиет. Тоа беше го сетило момчето и веднаш од кај што беше крава, се престорил во глушец и трешти да бега. Кога виде ѓаволот си се стори глушец, се стори тој мачка и се пушти да го вати глушецот. Кога виде детето оти ќе го улоит мачката, се стори една змија. Кога виде ѓаволот, оти се стори змија, а тој беше се сторил штрк и му се пушти со долгиот клун да го чапнит. Кога виде детето, оти ќе го улоит штркот, веднаш беше се сторил еден сокол и беше летнал од Анот надвор да бега. Кога виде ѓаволот оти детето, се стори сокол, веднаш беше се сторил јастреб и беше му се пуштил по соколот да го улоит. Кога виде детето што ќе го улоит, беше дошло до море и се сторило риба и беше се пикнало в море. Кога виде ѓаволот, оти детето беше се сторило риба, веднаш ѓаволот беше се сторил еден рибар и брго беше врлил сертмето да беше ја ватил рибата. Колку да ја изврли на песокта, веднаш беше се сторил игла и бришимарка и беше се скрило во песокта. Кога виде ѓаволот се стори игла и бришимарка, беше извел ѓаволот едно решето и брго беше одсел песокта и беше ја нашол иглата. Колку да ја вати со рака ѓаволот иглата, веднаш детето беше се сторило едно булбулче и беше летнало. Кога виде ѓаволот, оти беше се сторило детето булбулче,
а тој беше се сторил пак сокол и му се пуштил да го ваќа. Кога видео тичеговати ѓаволот, беше влегло во бибулчето во одајата од царја ќерка, влегол и ѓаволот за да го вати. Кога виде детето тичеговати ѓаволот, веднаш беше се сторил просо. А кога виде ѓаволот и детето беше се сторило просо, ѓаволот беше се сторил една квачка со 12 пилци. Кога виде детето и ќе го исколва, веднаш од просо беше се сторило детето една лисица и беше ја удаил квачката со сите 12 пилци. Беше го бедисала царја ќерка, та беше го зела за маж домазет.